Маја дефинитивно е мостот помеѓу младите англискиот и секако образованието. И помеѓу многу генерации. И помеѓу многу генерации, убаво се евоциравме некои убави спомени, веќе практично можеме да кажеме дека вие имате оставено голем дел од вашето животно портфолио и историја во ходниците на Јосип Брз Тито, популарното училиште кое што и до денеска го живее убавиот престиж. Инаку ние споменавме Маја, добро утро пред се. Добро утро, сакам да се заблагодарам на Цеце и на Марко за вашата покана во утринската програма и да ги поздравам гледачите на телевизија Телма. Благодариме што прифативте во овој период од годината. Не знаеме обично како во овој период правите мала оддишка сега, затоа што знаеме дека ние професорите се на одмор овој период. Иако завршувате можеби со некои активности, сепак се подготвувате можеби за новата учебна година. Обично како ви се овие месеци или имате простор бар малку да така, значи ние имаме колективен годишен одмор. Не можеме да земеме во јуни, во септември како други вработени. Одморот е од 7 јули до 12 август, кога почнува второто полагање на државната матура и веќе треба да се вратиме на училиште и почнуваме со и матурата и подготовките за новата учебна година. Новата учебна, така е. Сега имаме неколку суштински прашања. Ние споминавме нели и зад камери дека вештачката интелигенција го менува начинот на кој што учиме и вам е веројатно предизвик кај самиот даскал и просветен работник. Англискиот јазик одамна некако не е нели глобален јазик на науката, технологијата и можностите, а денес младите се подготвуваат за светот, конкретно за својата кариера и така натаму и не се подготвуваат, јас би рекол, само за еден испит, туку баш се подготвуваат за една, би рекол, и свет кој што се менува многу бргу и пред нашите и пред вашите очи. Но останува едно суштинско прашање. Што навистина значи да се биде образован човек во 21 век? Дали доволно да се знаат фактите или многу поважно да се научи како да се размислува критички пред се и како да се анализира, да се комуницира, да се создава една, јас би рекол, и платформа во која што тие заеднички ќе се вмрежуваат во случајот и преку јазикот и постојано да учат. Во пресреди на августоската испитна сесија така би започнале, бидејќи годинови имавте прилика и вие да бидете сведоци на промена секако со матурскиот испит, кој што е нов по програма, ако не грешиме со Цеце. Така што еве од тука некако би го започнале нашето денешно интервју и излагање. Што најчесто во овој период представува можеби стрес за многу ученици, бидејќи неколку седмици сме пред август и самата сесија, имаат чувство дека можеби нема да стигнат. Сега дали е тоа стрес или е вистина временска рамка во прашање, Маја? Вака, од оваа година почна новиот концепт на полагање на државна матура, што значи гимназиска матура, гимназиска стручна и гимназиска уметничка матура. Со тоа што оваа година беа пријавени преку 14.500 матуранти, од кои што 13.170 го избра англискиот. 10 дни беа тоа што се рековме. Што е дефинитивно хит. Само 1175 избра математика, меѓутоа тие ученици понатака продолжуваат на техничките науки и 38 историја, тоа се државна уметничка матура, тоа е новиот концепт, со тоа што ќе продолжат на драмска академија или на ликовна уметност, зависно од нивниот интерес. Што, да речеме, и за вас е предизвик, можеби, еве, новата матурска промена и испитната сесија? Создава главоболки кај вас или? Добро, значи ние целокупно, значи во целиот процес, значи од прва година, јас дека предам во средно училиште, од прва година почнуваме да се спремаме за тој завршен испит. Бидејќи во завршниот испит имаат пишување на есеи, на имейл, порано беше формално-неформално писмо, меѓутоа сега се е дигитализирано, значи сето тоа се преку компјутер, така да они мора да научат како, значи кои се правилата, како да напишат формално или неформално писмо, да се обратат на некоја компанија, нели или ако сакаат да нарачаат обично. Околу составите, значи, македонскиот и англискиот се исти. Јас прво кога почнувам да предавам, почнувам со македонски јазик и потоа, значи, правам превод на англиски на сите зборови, со цел да им полесно да им го објасна материјалот. Значи, околу есеот се знае што треба да состои,
мора да имаат високи аргументи, значи како да темата да биде издржана, аргументирана, а за сето тоа бара, значи, многу користење и на дигиталните алатки, меѓутоа и нивно расудување. Значи, нивната критичка мисла. Сега, кога сме кај критичката мисла, како тоа да се развие, бидејќи учениците сега послабо читаат, не сакаат да читаат учебни книги, разна белетристика, значи, треба да се поттикне, да се мотивира, се со цел да имаме повратна информација и да добро го направат тестот или есејот да го напишат. Да, зборуваме и за сите оние предизвици кои што денешните генерации, па и оние идните кои што ни доаѓаат, ќе ги имаат допрва, со таа вештачка интелигенција, со многуте алатки кои што се веќе и предостапни за младите и можеби неправилно во многу ситуации се користат. Но би сакала да ве прашам, ако за да се познава или видите хит се досега 13.000 и нешто матуранти кои што одбрале да го полагаат англискиот јазик нели за матурскиот испит, тоа значи голем интерес и веројатно тоа е еден од јазиците кои што отвора многу врати во светот. Меѓутоа, за да добро се познава еден јазик, мора неверојатно, туку сигурно добро да се знае мајчиниот јазик, она кое што и вие го потенциравте дека секогаш нели прво се започнува со македонскиот. Дали сметате дека овие денешни деца, со оглед на тоа што нели ете го избираат и англискиот јазик, веќе можностите се на дланка, што би се рекло, маја ќе се служите, светот не е толку недостапен како што може би било пред некои генерации наназад, но какви генерации се овие новите денешни генерации? Знаат доволно да го почитуваат и мајчиниот јазик за да можат да изучуваат и некаков друг јазик, затоа што велиме помалку читаат, малку се поразлични, ќе се согласите. Но колку доволно, дали доволно го почитуваат мајчиниот јазик? Да, значи ова е дигитална генерација, да. Ние сме во дигиталната ера. Така се почесто англицизми се користат многу англицизми, значи на медиумите и во секојдневна преписка, значи на чет, они пола од преписките им се на англиски. Значи некои изрази се како домакинети во македонскиот, меѓутоа јас сум поборник да првин се научи мајчиниот јазик, а потоа да се учи странскиот јазик. И поради тоа, од најмала возраст, децата се изложени преку Cartoon Network, преку гледање на цртани филмови, меѓутоа тука главниот филтер треба да го направи родителот. Да го следи детето од најмала возраст, да види какви содржини следи, некои да ги забрани ако негативно влијаат врз неговото однесување, се со цел тоа дете психофизички и ментално здраво да се развие и да знае да расудува. Значи, вештачката интелигенција колку што е корисна и толку може да ни наштети. И се ние како возрастни знаеме да расудуваме, да го делиме тоа што е важно од тоа што е опасно или не е добро за нивниот понатамошен развој. Од тука мислам дека најважно е нивното расудување. Како они гледаат на работите, сега зависи, ова е најспецифична возраст, тинејџерство, каде што они мислат дека се е така како што е представено на медиуми, на спотови, на филмови, и многу потешко расудуваат. Веројатно не копаат под површината на животот, бидејќи мислам сите сме биле нели да речеме на таа возраст, па веројатно ги познаваме овие состојби за кои што и споминуваш. Меѓутоа, што спомена Цеце, ги ревидирате кога прават или конверзираат со вас на мајчиниот јазик? Имаме чувство пред некој период, ќе го поздравиме Денис од Трн платформата, која што во овој период, барем и не ми се појави група на интервјуа каде што тој ги прашува за одредени терминологии. Голем дел од младите практично и да не ги познаваат воопшто нели некои од термините кои што се и треба да се во секојдневна употреба. Кои што се од општа култура. Не велиме дека ние на 16-17 години сме ги знаеле сите оние можеби и филозофски термини кои што можеби денеска ќе ги сретнеме или ќе си ги користиме во наша редовна употреба или некоја синтакса. Меѓутоа, дали можеби глобалниот јазик, иако е клуч на успехот, сепак мајчиниот јазик е клуч, животен клуч за себе и за заедницата и некако да го зачуваме можеби нели идентитетот на нашата татковина употребувајќи го можеби истиот. Точно се согласувам и веќе наведам еден пример што ми се има случено неколку пати, ученици да ме прашаат за значење на збор.
Значи по предметот историја не може да не го препознаваат зборот, а сето тоа има надланка. Например, порано имавме печатени речници, се на Google го имаат англиско-македонски или македонско-англискиот речник и сето тоа има, значи сите тие синоними, што е значењето на зборот, сето тоа е надланка. Меѓутоа треба да се отвори телефонот, малце да се потикне ученикот, да се мотивира, така да они прашуваат. Значи има многу ученици кои што се талентирани, јас работам, значи... Која е функцијата на терминот или како може да се потреби, што е значењето? Така да работам со надарени деца, меѓутоа сите деца не можат подеднакво да го совладаат јазикот. Некои на прва, што викаме, значи веднаш се вклопуваат и со изговори, со... Сето тоа зависи од претходната основа. Колку го совладале во деветолетка. Да, затоа што владењето на нашиот мајчин јазик по дефолт значи дека ќе се потрудите максимално да му дадете и естетика на говорот и во англискиот, нели, да ги научите, да речеме, ако учите конкретен збор во македонскиот јазик, ќе го научите и во англискиот. По дефолт ќе сакате да го потребите и во тој дел. Јас и Цеце завршивме и бевме дел од новинарството, факултетот по новинарство, јас никој пат нема да го заборавам професорот Велес Милевски, кој што учеше конкретно, нели, можеби 2 години со нас, секој пат се сеќавам дека наведував термини кои што тој ги користеше на предавањата, да појдам во, нели, физичкиот речник, потоа или новинарскиот лексикон или така натаму, да прочитам кој што збор значел, за да може да се, нели, користи и тука да го обогатиш својот јазик. Сега можеме да забележиме дека и англискиот, употребувајќи го, да речеме, кај младите, како да слушаме нешто што е најсленговски, веројатно тоа е употребата на тој, да речеме, ајде, не добро формулиран или академски високо англиски јазик, бидејќи во музиката и во филмот нечесто па се говори, да речеме. Препоставам дека и вие имате по некој пат потешкоти, па тие знаат можеби да ве ревидираат, не вака е, а всушност, нели, правилното изговор. Точно, право сте, значи сленгот е застапен многу низ филмови и они го потребуваат и на матура. Тоа е најголемата грешка кај што ги губат и најмногу поените околу пишување на есеи. Они употребуваат кратки форми, не долги форми, сленг, некое наречје и така ги губат поените. Значи треба да се навикнат, да почнат да го пишуваат, значи литературно англискиот. А како тоа се постигнува само со вежбање. Така јазикот е како математиката. Што повеќе вежбаме, повеќе знаеме. И не се заборава. Значи мора да го вежбаме за да го богатиме речникот и да знаеме да се снајдеме во секоја ситуација, зависно дека они патуваат. Сега најлесно е во странство, кога се за време на лето, на летен распуст, они се опуштаат и почнуваат со фразите, бидејќи сите чувствуваат срам, значи засраменост, дали ќе сгрешам, како ќе биде, дали ќе ме разберат. И се прави еден хаос во нивната глава, така да треба да се пуштат и сами потоа ќе се фаќат. Еве тоа од моје лично искуство можам да го кажам. Кога почнав со англискиот, мене не ми е мајчин јазик. Прво добро македонскиот го научив и англискиот тогаш се учеше од 5 одделение или 6, а сега го учат веќе од прво. Така е. И најважно е, значи, колку детето ќе го свати, како ќе расуди и потоа, значи, како ќе се надградува вокабуларот, граматиката и јас сама сум се фаќала на грешки. Значи нешто не ми звучело добро, нели, што викаме sounds good, значи не ми звучи или шкрипи. И тој им го предучувам и на моите ученици, самите да се коригираат, да не се срамат, да се опуштат. Само со таков пристап ќе имаме успех. Да, пред малку вие го напоменавте, жива материја е јазикот и тоа е навистина така. Мора да се работи на него, мора постојано да го употребуваме за да можеме да го совладаме на најдобар можен начин. Маја, кога ќе бидат полагањата во август, со оглед на тоа што имаме уште едно полагање, нели, предофицијално да стартува новата учебна година или академска година за последно, ако не грешиме, така, августовските испити последни. Да, последни, да. И што е, велите, тоа сленговите се најчестите грешки кои што ги прават учениците при полагање на матурскиот испит, па и еден совет од професорка по англиски јазик кој што би бил добреден за многумина кои што и така го полагаат повторно англиски. Има одреден број на ученици кои што ќе го полагаат. На 12 август е изборниот предмет, а на 14 е мајчиниот јазик. Како совет би препорачала, значи, овој период да го искористат околу правописот, вокабуларот,
да се насочат кон структурата на реченицата или синтаксата, треба да знаеме, значи, ако сакаме да направиме реченица, кои се тие делови, значи, како се има правило, како е редоследот на реченицата, меѓутоа се помалце да го користат ChatGPT. Бидејќи многу од учениците го користат ChatGPT, ги меморираат речениците, а професорите знаат дека они го немаат тој вокабулар и не се на тоа ниво на изразување. Значи, таа дигитална алатка може да се користи, меѓутоа да се парафразира со нивни сопствени зборови и ќе изгледа многу поприродно. Колку за вас, професорите, ете тоа употребата на ChatGPT дополнителен предизвик? Можете лесно да разпознаете некаков есеј или некаков текст кој што е напишан или генериран со вештачка интелигенција? Па да, од досегашното искуство, значи кога имаме есеј и веднаш мислам случајно во неколку класови исти реченици се повторуваат. А одредени ученици кои што го владеат добро, сами раскажуваат, сами, например, некоја приказна, структурата на текстот и есејот е генерирана, се гледа. Да, се гледа дека тоа е вештачко, не е нивно, бидејќи детето, ученикот прва, втора година не може да го има тоа високо ниво на познавање на јазик. Тоа за вас ќе што се вели некој пат предизвик што сте професор, не па нели момче, девојче кој што да речеме не секојдневно, па ајде го употребува па така нели катадневно англискиот, бидејќи споминавме за ChatGPT, значи TikTok генерација, Netflix и така натаму, тоа е секојдневието нели на момчињата и девојчињата, па и самите видеоигри кои што се застапени во текот на нивното детство. Но дали изложеноста на јазикот е исто што и вистинско познавање на јазикот? И би ве прашал што е најчесто лажна самодоверба дека тие го познаваат вистински англискиот јазик? Убаво прашање, значи, тоа се однесува исто на македонскиот и на англискиот. Они мислат ако зборуваат дека знаат, меѓутоа се е поврзано со материјалот. Ако вие не го владеете материјалот, не можете да одговорите. Значи, треба да ја владеете материјата, темите што им ги поставуваат се општи, значи, матура се знае дека е испит на зрелоста и тука се гледа колкаво е нивното ниво на расудување, како они можат да расудуваат и каков е нивниот критички став во однос на одредена тема. И најчесто по последниот пасус може да се види докаде се развиени, значи докаде е нивото на англиски, самите вештини, значи тоа е комплексно, бидејќи матурата е значи како сублимат на крај на 4-та година и веќе на факултет знаеме дека полагаат англискиот јазик, значи не престануваат тука со англискиот, и на факултетите исто го полагаат и продолжуваат. Сега исто ако продолжат да работат во некоја компанија, тоа многу им е, значи многу е важно да знаат дека тој понатака ќе им не е тоа само лекцијата да се научи или да го знамова. И понатака во секојдневна преписка ќе треба да знаат да направат мејл, без разлика што ќе бидат инженери, нивната понатамошна струка. На некој начин за општата култура за општа култура би требало да го познаваат јазикот и да го владеат. Да, кои се најчесто најголемите грешки кои што гледате кај матурантите пред испитот, што би ги советувале, бидејќи сите сме биле ние некој ден пред испитот, дали најдобро можеби мозокот функционира 2-3 дена пред испит, кога станува збор за учење на нов материјал, или ако веќе некако систематизираме веќе нешто научено како материја? Мој совет е, значи, кај матурантите се прави одреден хаос во главата. Би требало да се тоа се знае, значи возраста, секој испит прави трема. Значи таа трема како да се сузбие, да учат последниот ден би препорачала да ги затворат учебниците. Сето тоа што е акумулирано да слегне и самите да се направат како концепт, значи што треба, дека веќе ги имаат на страната на ДИЦ, они ги знаат од минатата година како е структурата на текстот, значи што има use of English, исто имат и граматички прашања, така да тоа треба време да слегне.
би препорачала да не учат до последно. Значи последниот ден да биде малце по-релекс. Се улабави мозокот. Да, се улабави, така. Да, па понекогаш и кога тоа ќе се случи, сме по-продуктивни. Тоа веројатно и од сите од лично искуство можеме да си го потврдиме и да го дадеме најдоброто од себе, односно да не дозволиме таа трема да избие на пиедесталот и да го занимари нели знаењето кое што го поседуваме. Маја, вие сте професорка со години, нели? Дел од средното училиште Јосип Броз Тито, како што споделивте. Тоа значи дека сте фатиле генерација пред короната, сте фатиле генерации кога можеби не се користеа толку нити вештачка интелигенција, нити па компјутерите, нити мобилните и така натаму. Меѓутоа, еволуира светот, еволуираме ние луѓето, светот оди напред и еве се развиваме можеби со брзина на светлина, некои работи се движат, но колку сметате дека тој период во короната и тоа изучување онлайн кое што го имаа учениците направи некакви промени, можеби негативни последици остави кај тие генерации кои што учеа во тој период кога беше пандемијата и колку можеби тоа остава до ден денес или понатака ќе остави некакви последици. Не само не зборуваме сега само за знаењето, туку генерално еве во животот, со оглед на тоа што вие постојано поминувате денови со учениците и ги познавате од повеќе аспекти, не само кога е нели предметот во прашање. Така, значи пред пандемијата учениците беа навистина многу поразлични. Тие 2 години, значи додека траеше ковидот или наставата онлайн, учениците беа изолирани, значи забрането беше секое дружење, секој контакт и тоа се рефлектираше врз нивниот понатамошен развој. Кога се вративме во училиште или во школските клупи, значи од моје лично искуство учениците сега се многу поразлични. Значи дури кога излегуваат, они веќе контактираат на телефон, што е тоа застрашувачко за мене. Значи ако се дружат, они треба да комуницираат, а не да го користат телефонот како алатка. Тоа е некако како навика, што е негативна конотација во однос на нивниот развој, значи менталниот развој на ученикот. Во таа возраст кај што се они го моделираат нивниот карактер, значи тоа е оној преод помеѓу деветолетка и студија. Да. Ви представува вас се уште како просветни работници дополнителен предизвик тоа преголемо користење на мобилните уреди, учењето еве на овој начин, таа некомуникација која што вие секојдневно ја гледате и доживувате кај младите, а знаете колку е важна можеби за понатамошен развој на секоја индивидуа. Точно, да. Значи дигиталните алатки намалениот фокус и уште многу други работи. Опаѓање на концентрација. Значи учениците требаме часот да го сведеме на 25 минути. Толку трае таа реална, ако трае часот 45 минути, меѓутоа треба да направам мал концепт и сето тоа да го предочам за 25 минути. Толку е. И понатака да се зададе некоја домашна задача со цел они тоа да го научат материјалот. Значи многу се понетрпеливи, брзиот толеранција веќе намален. Да, значи брзиот начин на живот доведе до вакви реперкусии. Да, и ова што спомена Цеција, меѓутоа мислам дека е дополнителен предизвик ретко да не сретнам можеби ваш колега, просветен работник, даскал кој што не е низ предизвикот да речам или соочен со предизвикот да биде атрактивен за генерацијата во своето предавање. Вие да речеме обслужувате предмет кој што е атрактивен и е да речеме јазикот на светот, глобален јазик на науката, на технологијата, на дигиталното живење и така натаму, и сам по себе веројатно можеби е интересен и веројатно фокусот е поголем. Но што е со вашите колеги да речеме кои што треба да изучуваат да речеме материја како што е историја, биологија, хемија, што се обидуваат веројатно апропо оваа дистракција која што ние ја немавме да речеме до тој воопшто до тој да речам ранг, затоа што не ги имавме. Можеби мобилните телефони тогаш не беа само една алатка многу мала да речеме во комуникација најчесто со нашите родители и беше скапа играчка во тој период. Па пак ќе знаеме да направиме нели да следуваме вистински што беше времето пред или нели со телефоните и без телефоните. Меѓутоа денеска да бидете доволно атрактивен, сериозно кои алатки вие ги користите како просветни работници? Кога имате да речеме колегиум и се советувате што да направите
да бидете вистински фокус на некој момче и девојче? Така, значи има додатна настава која што ја изведуваме повеќето од колегите со, и јас исто така ќе напоменам сега, со надарените ученици. Имаме многу надарени ученици кои што сакаат да учат нешто вон училница. Значи да излеземе од таа рамка. Знаете веднаш да ги детектирате кои се од таа рамка, да, искуството до сега, значи ми докажало така да тие ученици ги вклучувам во надпревари по англиски јазик и оваа година учествувавме и освоја добри резултати. Тоа го правам секоја година. Исто така ги вклучи во конференција за екологија која се одржа на International Balkan University и беа многу, значи, креативни, беа пофалени. Тоа беше како надпревар, они таму освоја второ место, што е голем успех, значи децата да се насочат во значи да ја поддржуваат екологијата, здравата средина, бидејќи знаеме каква е ситуацијата и во Скопје со загадениот воздух, еве и со еколошка катастрофа. Да, еколошка катастрофа. Друга активност која што имавме, учествува, значи они сакаат исто креативно читање. И имавме можност исто на, значи во склоп на овој универзитет да читаат и да рецитираат. Они сакаат, значи, уметничкото да го изразат од себе и тоа е многу мотивирачко. Тоа е фактички моето задоволство да ги видам нив во едно поинакво светло во училница, они исполнети и јас рекна. Значи сите сме така да тоа ми е задоволство да работам. А што да речеме со вашите колеги, еве како тие можеби се обидуваат да бидат атрактивни? Мака кога ги гледате еве ќе посочам по предметот историја, колегите ги носат по музеи. Значи разгледување на, нели, музеи, колешката по право ги носи во суд, значи вовед во право, гледаат како трае еден процес, значи мора праксата да излеземе од училницата за да бидеме, да се носиме со времето и со модерните текови. Ако ве прашаме кога би требало денеска да го креирате од почеток образовниот систем, кои биле според Маја, професорката Маја, 3 задолжителни предмети кои што би ги оставиле, да речеме? Искрено. Па вака, од оваа година, значи имаме нов концепт, тоа не го спомнав. Во образовниот систем повеќе не постојат смерови. Значи учениците се гимназиско образование и они имаат во прва и во втора, значи од сега почна, изборни предмети и можат да избираат само по еден предмет. Порано имаше, значи, по 2 предмети. По 2 чинам, да. 2 семестри или 2 полугодија. Сега друга е концепцијата и многу е добро што они можат сами да бираат, значи да го пројават својот интерес, меѓутоа да не се повторуваат. Тоа е многу добро како новина од сега, а според мене, значи за главни предмети, па мајчиниот јазик, англискиот, математиката, тоа е гимнастика на мозокот, значи они се вежбаат, иако голем број на деца одбиваат да учат, меѓутоа математиката е круцијална. Подоцна во животот сваќаат и информатиката, нели дигиталната, сега по новата програма 3 години се изучува информатика и може да знаеме дека на секој CV ни бараат computer skills и languages. Значи тоа е еднината. А и природните науки, значи треба постепено сите да се застапени, меѓутоа за мене тоа би било као изборно и би послучила тука околу изучување на јазикот. Латинскиот е изборен. Јас би го ставила латинскиот како задолжителен, бидејќи секој интелектуалец би требало да го знае коренот на секој збор и во англискиот. Да, еве јас сум учела 2 години латински, старогрчки, старословенски. Така беше програмата во Јосип Броз. И тоа многу ми помогна при понатамошно совладување на јазикот и независно што сум лингвист, исто така правник. Мора да знае латински, како ќе го полага римско право, значи сите тие исто така медицината, во биологијата, латинскиот е основата и базата и старогрчкиот. И од таму можеме да разпознаваме потоа дете кој што го знае англискиот, многу полесно ќе го научи. Еве, имам проблем со ученици кои што учат германски, дека се од иста група. А учениците што учат француски, кај нив немаме проблем, воопшто.
дека тоа е романска група. Нели, овие англосаксонци, зборовите се слични, кога правам диктат, повеќето германски пишуваат. Ова е како проблем со што се соочувам, затоа го потенцирав. Дали оценката се уште денеска кај просветните работници е показател на знаењето или тоа се промени дефинитивно во текот на годините? Па оценката не е мерило колку едно дете знае. Еве конкретно за англискиот јазик не може да се оцени преку тест. Има повеќе елементи кои што ученикот треба да ги владее, како зборување, па превод, спелингот, затоа имаме и диктати, и есеи, значи комплексен е јазикот. Не може да се оцени со еден тест и да знаеме дека, еве, например, овој дел од материјалот го знае. Значи, цело време ги пратиме, ги следиме, им даваме домашни задачи, проекти, со што гледаме до каде се и ги насочуваме. Значи, професорот е мотиватор, во исто време и насочуваш, значи им предочува и што е важно, што е неважно, како да знаат да расудуваат самите. Да. Пред малку споменавме дека професорите се и мост помеѓу генерациите и тоа е навистина така. Вие, ако не се лажам, споменавте дека и сте учеле во оваа гимназија, во Јосип Броз Тито. Па еве, некаде кон крајот, може би сакала да го споменем и прокоментирам и овој момент, бидејќи сите ние нели сме биле некогаш средношколци и сме знаеле како и со каква почит или воскит сме се однесувале кон професорите или кон одреден број на професори. Имавме еден разговор тука во студиото пред известен период, исто така со просветни работници кои што споменаа дека порано нели образованието беше воспитно образовен процес. Се уште е тоа така, меѓутоа тоа воспитното можеби не се обрнува толку многу внимание на тоа. Денешните генерации за жал не почитуваат толку многу авторитети, дали дома, дали во училиште и така натака. Се согласувате со ова дека можеби треба малку повеќе, не зборувам сега само од аспект на образование, туку и од аспект на домашно нели воспитување, дека треба многу повеќе можеби да се нагласи поимот воспитување, затоа што денешните деца со сите овие предизвици и параметри кои што ги зборуваме, можеби не ги почитуваат толку многу возрастните, особено пак професорите од кои што треба навистина многу да учат. Низ сезонава сме сведоци на многу немили неубави ситуации кога зборуваме однос наставник или професор и ученик. Па да, училиштето е воспитно-образовна институција и по тоа се подразбира, значи дека мора да има и дисциплински мерки. Мора да има дисциплински мерки, да знаат до каде можат, меѓутоа границата ја прави самиот професор. Значи, неговиот пристап и метод. Сите ученици почитуваат авторитети веќе или да, сите ученици се различни. И сега тоа е до умешноста на професорот каков е пристапот, како ќе придете кон тоа дете, дека они сите се индивидуи. Да. И сите се со нивни барања, нивни различни интереси, така ги делам и по проекти, значи, што те интересира мода, ќе пишуваш за мода. Што сакате екологија, значи, самиот професор треба да од неговото досегашно искуство да си ги разпознае децата. Значи, така, вие практично сте, нели, како рекоме ние секој пат, родител втор. Што родител и втора мајка. Маја, што мислите дека ќе биде поважно во следниве години кои што доаѓаат, можеби, генерално за образованието? Висок IQ или можеби емотивен коефициент кај детето? Според некои параметри по кои што се движи светот? Високиот IQ е во ред, меѓутоа треба да ја развиеме емпатијата кај децата. Да. Еве како мој предлог би предложила и многу пати сум го потенцирала тоа, би вовела тоа во деветолетка. Да има задолжително предмет бонтон и емпатија. Значи тоа може да го или емоционална писменост. Да, емоционална писменост. Тоа би можеле да го предаваат колегите кои што, значи, ќе им ги предочат тие работи и понатака полесно ќе им биде на децата. Бидејќи они во деветолетка тогаш се формира карактерот. Ги развиваат карактер. Да, ова ни го потврдиле и други психолози кога сме зборувале на тема врсничко наследство како една состојба која што за жал е се поприсутна помеѓу децата и во училиштата. Еве, дека тоа може, ако изучуваат такво нешто
предходно дека Да може создаде. многу Да ги создаде, промени точно, работите, да. Точно еве по новата концепција морам да насочам дека помеѓу изборните предмети нели булингот е застапен доста за жал и тоа помеѓу девојчињата повеќе колку помеѓу момчиња, не знам ова што се случува. Имаат пример меѓуврсничко насилство. И тоа мислам дека доста ќе влијае врз учениците како да се коригираат во нивните постапки, да помагаат, значи да се соочат со секој проблем и како полесно да го решат. Ке се сложите сосема за крај дека насилството повикува насилство. Лошиот јазик и пцовките повикуваат пцовки. Мислам дека тоа е веќе како еден домино ефект. Колку повеќе гледаме, тоа некако го реплицираме и мислам дека кога нели велиме, кога гледаме булинг и кога гледаме лош јазик на употреба кај младите, некому тоа го мотивира. Значи ние можеме да расудуваме ние сега да речеме како од оваа страна, како повозрасна категорија, некои што велите и ќе се издвои од помладата популација. Меѓутоа, тоа што ние го расудуваме и го гледаме како една девијација, тоа не е така во очите на младиот. Си вели, чекај, може јас да го направам тоа. И не знаеме кои се корените моменти кај неговото семејство и така натаму и во какво обкружување, па до кој степен нештот ќе го мотивира. Затоа велам дека што почесто нека биде љубезност, нека повика љубезност. Рафинираност нека потикне и нека повика рафинираност. Значи сето тоа добро како да го заборавивме по пат, така што веројатно таков арсенал на вулгарности нив им е толку достапно сето тоа преку мрежите. Затоа велиме веројатно вие сте и можеби во една од најпредизвикувачките календарски години кога просветен даскал не само треба да носи знаење, туку треба да има и воспитување. Сега сосема за крај, не знам каков е тој триаголник помеѓу родител, дете и наставник. Кога јас ќе имав лошо поведение или ќе бев опоменат, јас знам дека со страф и трепет бев дали ќе соопштам на мојата мајка како ќе го соопштам тоа, бидејќи знам дека таа секој пат ќе беше поддршка на наставникот и обратно. Денес ќе имам чувство дека секој пат родител само поддршка на своето дете. Значи тој триаголник е најбитен во образовниот систем. Ако една од тие комуникации не кореспондира, значи се руши. Детето е во безсознание, во блок. Затоа се трудиме, јас сум исто класен раководител и треба да имаме катадневна, значи комуникација со родителите. Во однос на добриот збор, значи можам на крај како порака да кажам дека добриот збор железни врати отвара. Значи насилството предизвикува насилство. Како ќе пристапиме, така, значи и се во животот е така баланс, значи да направиме еден баланс и да учиме на позитивни работи и само така ќе постигнат успех во животот и понатака. И само така би израснале здрави генерации. Здрави генерации. Прашање кратко, колку ученици ќе полагаат во август од Јосип Броз? Во август од Јосип Броз па немаме на полагање. Во мојот немаме, да. Немаме, тоа е добар знак. Тоа е добар знак. Добро, за сите останати рековме без стрес и дајте си еден ден предходно да спласне се и да бидат концентрирани, ќе биде се во ред. Маја, благодариме уште еднаш. Благодариме многу и посакуваме успешна учебна година која што ни следува за многу скоро, а верувам дека по одморите ќе се насочите и кон подготовки на тоа што ве очекува. Ви благодарам.